Да, почнуваме со емисијата. Тука е Златко Кузманов, експерт за безбедност од Центарот за интегрирана безбедност. Господине Кузманов, добро дојдовте повторно во студио 10. Добро ве најдов. Благодарам на поканата. Треба да направиме еден пресек, една анализа на годината која измина, бидејќи еве на крајот сме на годината. Прилично турбулентна година може да се каже во поглед на безбедноста, на конфликтите низ светот. Имаме и едно реактивирање на конфликтот во Израел, повторно тамо една интензивна војна, интензивни борби. Сето ова на некој начин е конектирано, поврзано. Ако ги видиме линиите, се тоа всушност нели борби на интересите на големите сили кои потоа се рефлектираат во тие прокси војни, прокси судири, но еве ваша прво една генерална оценка за безбедностната состојба во светот во изминатата година. Како вие гледате на тоа? Па вака видите, овој цел процес кој се одвија последните 20 години со напуштањето на биполарниот свет и доминацијата на овие два големи блока предизвика нарушување на меѓународната безбедност. И односите помеѓу големите сили никогаш не биле полоши. Така да од сите показатели кои може да ги анализираме од текот на оваа година и на политички и на економски, особено на безбедносен план, може да кажеме дека состојбата е влошена во однос на претходниот период. Гледаме дека визави политичките сојузи, војни безбедносни сојузи на Западот, од другата страна Кина, Русија, Индија и други држави преку организацијата БРИКС сака да направат одредена противтежа и да е заек на нивната организација, па имавме прилика да видиме во август месец сега во оваа година на нивниот самит на БРИКС во Јоханесбург во Јужна Африка, каде што се поканети и ќе бидат примени нови 6 членки во организацијата на БРИКС. Пред се пет држави од регионот на Блискиот Исток, Саудиска Арабија, Иран, Египет, Етиопија, Обединети Арапски Емирати и една држава од Латинска Америка, Аргентина. Тие први 2024 ќе станат полноправни членки исто така на БРИКС покрај постојните 5 држави. Така да тие заострени односи помеѓу големите сили, ако зборуваме, ако чисто да кажеме, бидејќи кажав дека и на економски, и на политички, и на воен план. Ако зборуваме на економски план, кои би биле тие показатели кои може да потврдат таа теза и тој заклучок дека е лоша на ситуацијата. Видовме криза во снабдувањето во светот со снабдувањето со стратешките енергенси, со нафта и газ. Енормно зголемена цена на овие производи. Понатаму се зголемува на инфлацијата, зголемување на социјалните разлики помеѓу граѓаните, неравноправна распроделба на светското богатство. Понатаму гледаме дека поедини држави еднострано или поедини држави или дел од државите еднострано ги напуштаат преговорите за многу битни прашања во светот, пред се кога се работи за заштитата на животната околина, за загадувањето, емисијата на јаглен диоксид, за стаклената градина. Сите овие показатели кажуваат дека економската ситуација беше влошена. Ако дојдеме сега и на безбедносен план, проценката или да дадеме индикатори и показатели зошто мислам дека е влошена и безбедностната ситуација, тука има исто така повеќе показатели, па еве ќе ги елаборираме еден по еден. Гледаме дека големите сили, односно пред се државите од Советот на безбедност со право на вето, поедини држави од Советот за безбедност со право на вето, си зема за право или изведува одредени борбени дејства или агресии кон други држави, со што на некој начин се нарушува меѓународниот поредок. Понатаму гледаме кои се случуваат одредени, нели беа во тек или дел се заврши одредени вооружени конфликти и војни. Го знаеме војната помеѓу Русија и Украина, помеѓу Израел и Хамас и претходната помеѓу Азербејџан и Арменија. Покрај војните конфликти имаме и ситуации на војни пучеви или интервенции во одредени држави. Знаеме, пред се тоа се однесува на 5-6 држави од Афричкиот континент. Последниот пуч во Нигер, а претходните година исто во Судан, во Буркина Фасо, во Конго, каде што на насилен пат се симнувани властите во тие држави. Понатаму имаме
влошената состојба може да ја уочиме и преку одредени натрешни немири и тензии во одредени држави, како што е во Пакистан, како што е во Венецуела, како што е на Хаити, Етиопија. Следно за многу влошени односи и меѓусебни тензии помеѓу државите како што е континентет, меѓу Турција и Грција, овде кај нас во регионот помеѓу Србија и Косово, и сталната тензија или секогаш ескалација да не дојде конфликт помеѓу и сопарништвото помеѓу Соединетите Американски држави и Кина во Индо-Пацифичкиот регион. Исто така, други показатели на безбедносен план може да бидат исто едностранното напуштање од преговорите за ограничување на производство на нуклеарно вооружување и од преговорите за неширење и контрола на нуклеарното вооружување. Следно, битна тема е мигрантската криза и големиот наплив на мигранти од сиромашниот југ кон богатиот запад. Овој проблем со мигрантската криза и како влие на безбедноста многу е засега и Европската унија, па гледаме сега и најави од лидерите на Европската унија од поедини држави дека тоа прашање треба да го стават на највисоко на агендата на Европската унија и да најдат нови начини или регулатива како да се справат, бидејќи чувствуваат дека ги загрозува самата напливот на миграција. Па сега еве знаеме од 1 јануари со Европската унија ќе преседа Белгија и таа е едно од главните прашања кој сака да за тие 6 месеца тој мандат да ги спроведе, донесување на нова регулатива Европската унија за решавање на мигрантската криза во Европа. Во текот на оваа година преку 2,2 милиони луѓе мигрирале во Европската унија, од кои скоро милион побарале азил. Така да понатаму според податоците на Европската комисија преку 300.000 имало недозволени илегални гранични преминувања во границите во територијата на Европската унија. Сите овие показатели зборуваат дека Европа има проблем со мигрантски бранови, покрај она кога им е потребна работна сила, али збориме за оној дел кога доаѓаат мигранти неконтролирано и не може да се интегрираат во тие општества, па гледаме тоа како последните како се рефлектира и на самите политички односи и во самите држави на Европската унија. Добро, кажавте, направивте навистина еден сеопфатен, комплетен пресек на случувањата, го поделивте по сектори. Ќе позборуваме за се помалку, колку што имаме време, се разбира. Само да ја прашам прво во однос на вашата проценка дека се нарушува дека е нарушена безбедноста, дека се влошува безбедноста во светот, дека тоа е ваша генерална оценка во споредба со изминатиот период. Можеме ли да направиме една споредба уште поназад со, да речеме, со блоковите и со студената војна, кога исто така имаше тензии, знаеме дека светот, например, со кубанската криза беше и на рап на нуклеарна војна, нешто што многу често и сега се спомнува со Украина, малку, па некој ќе спомне нуклеарно оружје. Дали можеме да направиме една таква споредба? Како гледате на тогашната состојба, значи на тогашната студена војна и сега? Дали мислите дека е исто или дали тогаш било поризично или сега? Како гледате на тоа? Јас се реков преска, значи со напуштањето на тај биполарен свет, колку и да тогаш беше исто лоша состојбата и на граница на предвојна или нуклеарна војна и така натаму, која не се случи. Сега со распаѓањето и со појавање на повеќе актери, кога не се само да доминираат два блока, автоматски се усложнува ситуацијата. Јакнењето на Кина, јакнењето и на други држави, не само Кина, и Индија и други држави и на воен план ги усложнува состојбите на меѓународен план. За ова, кога зборуваме за време на студената војна или за нуклеарните закани, сакам да спомнам и тоа дека, видите, големите сили на некој начин с кои имат нуклеарно оружје, тоа повеќе им служи, би требало да им служи, мислам дека им служи за одвраќање. Значи, тие го имаат за да не дојде до конфликт. Значи, може да има регионални класични конфликти, али да никогаш не го утопрет, односно стратегијата на поседувањето на нуклеарно оружје да им послужи за одвраќање, да не дојде до такво широк конфликт, а за вакви регионални и други конфликти, па веројатно
посакуваат не на нивна територија, сигурно дека ќе ги има. Така да сега е усложната ситуацијата, бидејќи се појаваат многу играчи, повеќе играчи и потешко се контролира ситуацијата. Пред тоа беа групирани во два блока, па имаше некоја хиерархија и каде што можевте да ги контролирате работите. Сега веќе работата не е така лесно да се контролира, бидејќи Кина сака да исто така да заземе свое глобално место во светот, кое пред тоа го немала со незиното зајакнување економско и војно, и она притиска пред секој САД да заземе таа позиција. И тука се практично и на големите варничења или конфронтации на тој меѓународен план и кои ќе го бележат и следниот период. Имаме ли нарушување на таа мултилатерална безбедносна архитектура пред се во поглед на Обединетите нации, бидејќи, ајде да речеме, НАТО како организација функционира, ќе зборуваме за тоа посебно, но сега зборуваме за Обединетите нации или еве за ОПСЕ, каде што имаме пример, бидејќи Северна Македонија беше председавар со таа организација, сега превзема Малта, каде што еве и рускиот министар Лавров кој дојде во Скопје на некој начин кажа дека според нив организацијата не функционира. Не знам дали го употреби терминот мртва, но рече дека не функционира. На страна на тоа, западните држави пак сака да ја убедат јавноста дека не е така, дека ОПСЕ функционира. Значи и тука гледаме, имаме различни ставови, а сето тоа е една поствоена безбедносна архитектура направена после Втората светска војна, пред се за европскиот континент, бидејќи тука беше жариштето на двете светски војни. И како гледате вие, функционира ли таа архитектура или не? Не, таа криза која велиме дека постои криза во меѓународниот поредок и односи се рефлектира и на самите тие меѓународни организации. Бидејќи овој друг свет или овој Кина и Русија и Индија и другите држави кои на некој начин сакаат да парираат на западниот свет, тие се состав дека тие меѓународни организации формирани тогаш после Втората светска војна се доминантно под влијание на западниот свет и дека тие немаат доволно своја улога во нивното управување, раководство и така натаму и сакаат да имаат се поголема улога во тие организации. Па дури одат и во друга крајност, ако не успеат или не можат да заземат место во тие организации влијание поголемо, тие сакаат се обидуваат, како што гледам има најави примери да формираат свои паралелни такви институции пред се во азијскиот дел, заедно со Русија во азијскиот дел. Така да тука има и исто голема поделба во гледањето на улогата и местото на тие меѓународни односи, бидејќи знаеме дека тука, како што се и Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд и така и други организации, Обединетите нации, гледаме состојбата во Обединетите нации. Правото на вето на тие држави кои се постојани членки, гледате колку ги оптеретува тие меѓународни односи, да не можат секогаш да се издействуваат правилно одноки, односно кога треба и самото генерално собрание со мнозинство гласови да гласа, односно со 2/3 од гласовите може само да надгласа или да издействува некоја одлука која е спротивна од ставот на постојана членка на Советот на безбедност. Да, тука може да се прават паралели сега и со да речеме на Обединетите нации со Лигата на народите пред Втората светска војна, каде што постојат некои паралели дека тогаш организацијата исто така престанала да функционира или не ги постигнала целите, нешто слично како сега со Обединетите нации, кои се најчесто само нем посматрач на конфликтите. Во поглед на војната во Украина, која се уште го завзема централното место во поглед на безбедносните случувања во светот. Сега во февруари ќе се навршат 2 години од војната. Не гледаме дека таму има некое стивнување на борбите, значи состојбата продолжува да биде таква каква што е. Како гледате сега, како ќе се развива тој конфликт во идниот период? Бидејќи гледаме сега некои назнаки, се зборува можеби за некакво движење кон преговори, но се уште немаме нешто конкретно, само имаме како најави. Видете, сега, ако зборуваме за конкретно за војната помеѓу Русија и Украина или агресијата на Русија на Украина, има некои најави, нели, може да читаме најави, иницијативи за да се отпочнат некои преговори, да се прекине насилството, па да се отпочнат некои преговори. Тука е ситуацијата многу комплексна и комплицирана и не може да се даде точна проценка и
во која насока ќе одат работите и како ќе се развијат од следните причини. Прво, треба да ги знаеме кои беа политичките и војните цели и на Украина и на Русија пред започнување на војната, а кои се сега. Ако знаеме дека Русија имаше одредени политичките веројатно цели останаа, војните се беа поголеми на почетокот на агресијата. Војните се овие сега, што ако остане Русија на позицијата на овие војни цели што ги постигнала во моментот со запоседната и анексирана територија од Украина во овие граници, дали тоа значи дека остануваат и нејзините политики во евентуални преговори, треба да ги искажете своите ставови или да се наметне меѓународната заедница да прекине војната и да седнат да разговараат и Русија и Украина со посредништво секако на меѓународната заедница, треба да има јасни политички војни цели кои се на Русија и на Украина. Верувам дека политичките цели Русија нема да ги смени, кои се однесува визави на Украина да биде неутрална, да не се приклучува на сојузи, посебно па воените да не се приклучува кон НАТО пактот и да остане неутрална. Од друга страна, целите на Украина, политичките војни се да се интегрира во западните интегративни токови, во Европската унија и да искажа став и да влезе во НАТО сојузот. И да ја ослободи својата територија. И да ја ослободи, да се одбрани, да ослободи територијата. И сега, и додека би дошло до одредени преговори, треба јавно представниците да ја кажат нивните позиции од кои ќе отстапат, не може да отстапат или зашто може да преговараат. Друго, тука е исто дискутабилно прашање помошта. Значи, ставовите на Украина и политичките и војните цели зависат многу од поддршката од западниот свет. Тука веќе имаме сега одредени разногласија, дали таа поддршка ќе биде таква, дали ќе продолжи, дали ќе се намали, за да се принудат или страните да почнат да преговараат. Јас би рекол, може би да е тоа и одредена манипулација. Може би да на тој начин се купува време да се намали интензитетот на руските дејства, па да се преживее зимата, бидејќи таму се условите многу тешки, посебно за Украина во овие зимски услови и така натаму. Дали е тоа маневар да се купи време, да се зајакне од друга страна Украина со други средства и посовремени системи за да може да се брани, ќе видиме. Ако не е тоа намерата, тогаш зависи од ако се намали таа помош и поддршка, нормално дека ќе бидат принудени да седнат и да преговараат за Оваа теза ви е многу интересна, бидејќи веќе наголемо се анализира што значи тоа дека во Соединетите Американски држави на пример се води една голема дебата дали да се продолжи за помошта за Украина, дали има уште пари, колку ќе има, па буџетот таму е закочен во поглед на Украина, не се знае дали ќе има нови големи транши. Исто така и во Западна Европа отприлика има таква дебата, а од друга страна пред веќе вчера украинското војно воздухопловство објави дека се пристигнати авионите F-16 кои се донирани од Холандија. Пред тоа Русија остро предупреди дека било какво присуство на тие авиони во Украина ќе значи голема ескалација. Значи, отприлика ова што го зборувате оди во таа насока. Многу малку луѓе ја кажуваат оваа теза што вие ја кажате сега. Па тоа е, значи ако имате искрена намера или овие најави од една страна ќе има преговори, ајде да се најде некој модул како да се преговара да се опре непријателството, од друга страна гледате дека продолжува таа поддршка и со тие посовремени системи. Ако вие подготувате посовремени системи и сака да ја поддржите Украина, дали тоа значи подготовка за преговори или подобра позиција или да продолжите конфликтот. Така да велам да дадеме јасна прогноза за како ќе се развија војната во Украина, помеѓу Русија и Украина е многу тешко во момент додека не изгледат страните со јасни своји политички и војни цели кои сака да ги постигнат и каде и колку се спремни некој компромис да го прифатат, односно и сама од руската страна, бидејќи тие секако дека они позиции доброволно и сами нема да ги постигнат на она линија на разграничување која имат постигнато. Да, во поглед на Украина има доста последици од таа војна, значи можеме да ги разгледаме, тие се мултидимензионални, не се само воено-безбедностни, туку економски, енергетски, политички и така натаму. Но еве да се задржиме ние на овие воено-безбедностни, да речеме. Војната Украина де факто предизвика проширување на НАТО алијансата со две нови членки, тоа се Шведска и Финска, но и драстично зголемување на војните буџети пред се на европските држави. Па така имавме една изјава на германскиот министар за одбрана пред една недела од прилика, каде што тој рече дека
Мора Германија и Европската Унија во следните 5, 6, 7, 8 години да го достигнат потребното ниво на вооружување и дека мораат тоа да го направат за да бидат во чекор со предизвиците. А се знае тука кои се предизвиците и кој е непријателот, нели? Тоа е сега во моментот е Русија. Тоа е јасно. Како гледате на тоа? Кога зборувавме за параметрите или доказите за влошената безбедност состојба во светот, тука набројувањето изоставивме да ја кажеме, сега ќе ја кажеме практично и енормното зголемување и проширување на војно-индустријскиот комплекс и производството на војно оружје во светот. Друго, енормно зголемување на војните буџети у континуитет задните години, особено последните 5 години. И каде тоа сето ќе не однесе, дали кон побезбеден свет или кон нови војни конфликти. Бидејќи на толку вооружување, толку опрема и толку средства давање за војни цели, дали тоа ќе ни даде поголема безбедност или ќе предизвика да се употреби тоа оружје. Па еве ќе изнесам некои податоци да го потврдам тезата за енормното зголемување на војните буџети. Ги анализирав едно 70 држави у светот кои имаат карактеристични репрезентативни војни буџети и може за последните 5 години, како оди тенденцијата. Значи од 2018 до 2023 година. Значи 2018 година во светот се издвојувало 1,6 трилиони долари за вооружување или 1600 милиарди долари. Во 2022 таа цифра беше веќе 2,2 трилиони, 2200 милиони долари. За ова година, 2023 година, у светот се издвојуваат 3,2 трилиони долари, односно 3200 милиарди долари. За илустрација за гледачите, знаете, 3200 милиарди долари, а нашиот државен буџет е околу 5 милиарди евра, кои се тоа износи. Тука секако дека доминираат големите играчи во таа сума на светско ниво. Првите 5 рангирани држави по издвојување се Соединетите Американски држави за оваа година со 777 милиарди долари, следи Кина со 225 милиарди долари, после неа е Русија со 100 милиарди долари и Саудиска Арабија и Индија со 73 милиарди долари, па понатаму и останатите држави. Ако е интересно за гледачите, може да спомнеме бројки за регионот овде, за државите од Западен Балкан, бидејќи тука засега и наш состојбата, истото тенденција се случува и кај нас и на Балканот. Ако ги анализираме, вклучувајќи и Словенија и Украина и овие 13 држави на Западен Балкан, може да кажеме дека во однос на последните 5 години, од 2018 се издвоило 34 милиарди долари за овие 13 држави овде, вклучувајќи и нас, а веќе оваа година, 2023, имаме преку 40 милиарди долари за војните буџети на овие 13 држави. Ако сакате и по држави, можеме да ги наброиме кратко да ги кажеме. Да. Од најниското, практично, Косово издвојува за оваа година, 2023, околу 100 милиони долари, следна е Босна и Херцеговина со ќе бројки да не ги памтам бројки, ќе искористам табела. Бројки се ќе да бидеме попрецизни. Реков Косово со 110 милиони долари, Босна и Херцеговина 240 милиони долари за оваа година, Македонија и Црна Гора се скоро исто по 274 милиони долари за 2023 војниот буџет, Албанија 346 милиони долари, Словенија 900 милиони долари. Рече се милиарда. 900, мола? Рече се милиарда. Да. А и кај Словенија е карактеристично, бидејќи претходно не издвојува толку, знаете, они се попрагматични, гледа економијата, во 2018 имале само 53 милиони долари. Да сега за 5 години дојдат до 900 милиони долари. Тоа е енормно зголемување. И сега доаѓаат па државите кои се над 1 милиарда долари во нашиот регион, практично Хрватска издвои 1,3 милиарди долари, Бугарија и Србија по 1,4 милиарди долари, Унгарија 4,5 милиарди долари, Грција 5,9, скоро 6 милиарди долари, Романија исто има значително зголемување на 7,6 милиарди долари и на врвот е Турција со 16 милиарди долари. Од овие показатели ја потврдуваат ова тезата и анализата дека се енормно се даваат средства и се зголемуваат војните буџети. Со напомене дека покрај војните буџети сите овие држави па и на светско ниво и ние во регионот имаат и долгорочни планови и програми за развој и за модернизација и опремување кои се независни од самите буџети, каде што
пред се треба да се изврши модернизација и опремување на армиите со посовремено западно вооружување, бидејќи голем дел од држави има во своите системи повеќе вооружување од да кажеме со руско потекло или од источна Европа. И се разбира дека кога зборуваме еве за војните буџети на Западна Европа, па и на овие балкански држави, на средноевропски држави, источноевропски држави кои се веќе членки на НАТО, се разбира дека најголем дел од тие пари одат за, да речеме, за западно вооружување, а таму знаеме дека главен набавувач се Соединетите Американски држави. Тоа е грото. Па дури ако ги земеме и арапските држави, состојбата е слична, таму речиси целосно се набавува оружје од Соединетите Американски држави, нешто и од другите. Според последните податоци што ги читав, веројатно поради војната во Украина, извозот на руското оружје е драстично намален поради состојбите, но тука има една друга. Можам за тоа да ви кажам, еве, дозволете на тоа, колку процентот за извозот или увозот на вооружување воена опрема од 2023-2022 година, ги имаме и тие параметри од анализите што ги правиме, значи на светско ниво практично најголем извозник во вооружување 2022 и 2023 се Соединетите Американски држави кои учествуваат со 40% од купниот извоз на вооружување. Следна е Русија со 16%, каде што е намален во претходниот период, бидејќи сега мора да произведува и за своји потреби. Да. И трета е Франција, која го зголеми, доаѓа на трето место со 11-12% од вкупниот извоз на вооружување. Кога збориме за конзументите или они кои увезуваат оружје, кои се најголемите, првите неколку, практично Саудиска Арабија останува на првото место со 12% од скупниот увоз на вооружување. Индија се веќе доаѓа на второто место со исто со 10-11% од скупниот увоз на вооружување и заекнување на своите сили. И има една група од 5-6 држави кои учествуваат со 5% од купниот увоз на вооружување во светот. Има една интересна теза кога зборуваме за ова. Знаеме дека, еве, ако се вратиме на времето на кога во Соединетите Американски држави беше претседател Доналд Трамп, знаеме дека неговиот главен проблем или конфликт со западноевропските држави, пред се со Германија, но и со Франција, беше барањето да се зголемат војните буџети и во поглед и на функционирањето на НАТО. Трамп бараше нели сите земји да ги достигнат 2% декларирани воени издавања за НАТО, од БДП да го направат тоа. Тогаш имаше голем отпор од Германија за тоа прашање, но и од Франција се разменуваа доста остри пораки. Исто така Трамп многу често го критикуваше НАТО. Но сега имаме една парадоксална ситуација. Се чини дека она за што се бореше Трамп успеа да го постигне рускиот претседател Путин. Значи за 2 години од нападот на Украина, значи сите западноевропски држави ги достигнаа декларираните 2%, но сам нешто ги достигнаа, тоа ги надминаа и најавуваат уште поголемо надминување. НАТО се прошири за 2 нови членки. Изгледа дека војната во Украина ги оствари стратешките интереси на Соединетите Американски држави. Да, интересни се оние снимки, ако ги погледаме од пред 5-6 години, кога претседателот Трамп доаѓаше во Европа и посебно во Германија и кога на некој начин во дипломатски начин укажуваше и бараше од посебно од Германија да ги зголемат издвојување за буџетот, сето тоа се обистини. Сега, дали под влијанието на заканата од Русија и војната во Украина и од други, ја би рекол и не само тоа, него се тоа што го збориме што се случува на меѓународен план и заекнувањето на Кина и влијанието на Кина и на други играчи кои се појавуваат во меѓународните односи. Сето тоа на некој начин имаме таква тенденција да државите издвојуваат се повеќе и повеќе за вооружени системи. Да, мораме малку да забрзаме, бидејќи за да ги опфатиме главните поглавја, главните полиња, а тоа е одиме на регионот. Значи, кај нас во нашиот регион еден од главните проблематични точки останува Косово, Србија. Односите помеѓу Србија и Косово имавме и еден вооружен инцидент. Тоа е инцидентот со таа паравојна група која беше на северот на Косово, интервенцијата на косовските сили, каде што двете земји дојдоа до точка на вжештување. Србија тогаш прати војска на граница.
Како гледате таму на развојот на односите? Дали мислите дека е можно да дојде до посериозен конфликт помеѓу Србија и Косово? Видите, за жал, значи тоа се наши соседни држави со кои ние развиваме добри пријателски односи и со Србија и со Косово, с него државата го признала Косово и развиваме добри односи со дете. Ние секој дека не се радуваме на таквата состојба и изголемување на тензиите во Република Србија, односно во Косово. Никој не сака војна на своите граници. Да, секако и сака не се против се заложбите, на тој начин и самиот регион потпаѓа под такво негативно влијание и немаме развој. Мислам дека сега гледаме ова што се случува, тие моментални проблеми околу после изборниот процес во Србија. Минатиот пат јас кога зборувавме за таа тема реков дека за жал тука имаме една тенденција на пристап на менаџирање на кризата и на едно продолжување на таа криза без изнаоѓање на правилно решение на тие болни прашања што никако не можат да попуштат ни едната ни другата страна да изнајдат решение за тие крупните политички прашања. И мислам дека тензиите и проблемите ќе продолжат. Еве и сега пред некој ден исто имаме, гледате како малку и премиерот на Косово како долева масло, па и он изјавува и дава некои изјави дека можни се нови инциденти и така натаму. Гледам дека тука состојбата ќе продолжи на сличен начин со одредени тензии и проблеми, али не верувам дека може да ескалира од пошироки размери, а дека ќе има вакви инциденти, ќе има непријатности, ќе видиме како ќе се заврши овој процесот со протестите у Белград, визави резултатите посебно на ниво на град Белград, дали таму ќе има нови избори на ниво на Белград, колку тоа влие на политичката стабилност, нестабилност и во Белград и како тоа ќе влие на односите со Косово. Значи имаме една тензични односи, затоа ги прески ги спомнавме во државите кои ги набројувавме дека има тензии во државите и одредени непријателства покрај другите држави кои ги спомнавме, рековме односите меѓу Србија и Косово. Кога зборуваме за ова, имаме тенденција еве за Србија конкретно да зборуваме дека земјата навистина интензивно се вооружува во последниве 10 години, ајде да речеме, се вооружува со различни системи и од руско, и од кинеско, но и од западно потекло, и тоа гледаме дека Србија ги вооружува сите гранки на вооружените сили подеднакво и тоа прилично сериозно, многу би кажале, затоа имаше дури изјави од представници на Соединетите американски држави, на НАТО, кои некогаш и изразија одредена загриженост во поглед на тоа. И сега се наметнува прашањето. Србија е земја која не е членка на НАТО и нема намера ниту да, како што тие велат, да бараат членство во НАТО, поради комплексните односи со алијансата, поради војната која се има случајно таму и така натаму. Но од друга страна Србија е обкружена со земји членки на НАТО, а и Косово е под протекторат на НАТО, таму има НАТО сили кои на некој начин гарантираат за безбедност. И сега се наметнува едно логично прашање зашто тогаш се вооружува Србија, бидејќи знаеме дека едноставно невозможно е да се вооружите за да влезете во конфликт со НАТО. Мислам, колку и да се вооружите, знаеме дека тоа ви е безпредметно тука. Тогаш, која е интенцијата? Што мислите? Што е стратегијата на Србија што цело време се вооружува? Која е тука крајната цел? Значи, вака, преска ви реков за од анализата на потоците. Не се вооружуваат само Србија. Истото ниво се вооружува и Република Хрватска. Рековме 1,3 милијарди долари буџетот, Србија 1,4 милијарди, кој е ранг на Бугарија, со тенденција дека Бугарија ќе го зголеми и уште повеќе, затоа што Бугарија е стварно, тамо се наоѓаат големи системи и вооружување од советскиот период и сега интенцијата да се замени со западна техника и верувам дека во наредниот период кај Бугарија во издвојувањата и програмите што има за модернизација ќе бидат многу поголеми и позначителни. Но визави Србија, значи се зголемува буџетите и во Хрватска, се зголемува и Србија, али гледате има една сите таква има тенденција на зголемување на буџетите и на вооружување и модернизирање на вооружените сили во цел свет па и регионот. Него има тука една специфика би ја кажал за Србија, бидејќи претседателот Вучич, гледате, некако дали мудро игра или политички игра тука на еден начин дома во државата на популистички начин, друго се обидува да биде кооперативен и со меѓународната заедница, па и веќе дадеме да пример. Ако тие се вооружуваат и нивниот буџет изнесува
4 милиарди. Од друга страна, знаете дека Србија има јака војно-индустријски комплекс. И бидејќи голем дел од фабриките се беа на нејзина територија за производство на оружје и ќе ви кажа податок да минатата година дека извозот на вооружување и опрема на Србија изнесува преку $1.000.000. Ali ono što je interesno, ako velime сега против кого ќе се конфронтират или каков е нивниот неутрален статус, од тие преку $1.000.000, преку $600 милиони им е размена, трговска размена, односно припаѓаат на договори со Соединените Американски држави. Значи, ако од друга страна пружате отпор или не сакате да влегувате од тие сојузи, од друга страна тргувате. Значи, од тие $1.000.000, $600 милиони е за трговски договори за оружје и опрема со Соединените Американски држави, па понатаму со други држави. Бидејќи кај нив го зајакна тој војно-индустријски комплекс, оној што беше наследен од претходната сојузна држава. Така да, мислам дека тие заложби, најдобро е да, сите држави би сакале да имат некој неутрален статус, и да може да делувате, да соработувате и со едните и со другите и да не ве ограничуваат. Србија има таква интенција, али таа не може реално да го добие тој неутрален статус. Неутрален статус, како што го има Швајцарија или некои други држави, тој се добива со меѓународно посредништво и со гаранција минимум од државите членки, постојаните членки од Советот за безбедност. Сега што него засега му успева, да на некој начин плива успешно во тој дел и да соработка и економска и со Кина и со други држави, па и ова што не сака да се изјасни до крај со санкциите кон Русија, а војно да биде кооперативен кон Запад тоа засега поминува во овој меѓу период на кандидатско членство кон Европската унија и он веројатно и вешто го користи тоа да има државата економски придобивки од тој меѓупростор додека евентуално не стане и Србија постојана членка на Европската унија. Има еден интересен момент во поглед на протестите кои вие сами ги спомнавте, кои се случуваат во Белград. Вчера излезе српската премиерка Брнабик и вели добивме информации од руските служби дека се подготвува ова што се подготвува и српските власти го употребуваат терминот Мајдан, правејќи паралела со Украина, нели? Со протестите таму, а додека во исто време паралелно се вели дека колективниот Запад, се употребува терминот, дека е вмешан на некој начин во организација на протестите. Ова е една реторика која ја прават цело време српските власти, но ми се чини дека тоа е повеќе наменето за домашната јавност, која токму тоа сака да го слушне. А од друга страна, како што вие констатирате, српските власти се пак кооперативни таму со Запад, што треба да направат, они прават, но изгледа дека им е дозволено да ја користат реториката за пиар, за рейтинг, но ваму да се послушни и видите, визави изборите пред се за Белград, да, голем дел од западните амбасадори и представници рекоа дека имало тука нерегуларности, тоа беше нивниот став и затоа сега еве опозицијата која не успеа да победи во Белград, обвинува за измами, за изборни измами и се обидува да издействува веројатно нови избори да се случат на ниво за град Белград, бидејќи секогаш е битна политичка порака кој ќе го добие главниот град. Визави тоа кој ги доставал податоците и изјавите, мислам дека тоа малку и изгледа и несмасно изјавата на премиерката да кажува такви работи, ако и тоа реално и така, гледаме од друга страна, па и исто и премиерот, председателот Вучич одма имаше една изјава каде што најавува, нели, дека ги добил изборите, ќе формира влада, ќе се формира парламент, па вели дека можеби ќе има и друг премиер, можеби тоа допринело да даде таква изјава и самиот Вучич кој вели дека премиерката е малку и веќе оптеретена и заморена, па можеби ќе бараме и друг премиер за која ќе формираме новата влада. Така да тоа кој што достава и како достава, тоа е големо прашање и мислам дека не им треба и не е потребно на тој начин да се користате, и ако имало такви податоци, да им бодете на западниот свет со такви изјави дека Русија ви дава такви податоци, бидејќи таму поларизацијата е јасна, дека нормално дека опозицијата е прозападно ориентирано во смисол напредок и интеграција во Европската унија, и ги обвинува сегашната власт дека нели кокетира и со едните и со другите, и се обидува да го држи тој баланс и кон западот и кон истокот. Така да тука таа изјава на премиерката мислам дека е малку несмисна и небитна, може само да ги зголемува тензиите кои сега се случуваат во Белград.
И за крај, како еден последен заклучок, безбедностната состојба во нашата земја, во државата како ја гледате, имавме некои, да речеме, нарушувања, ајде да речеме, на безбедноста повеќе од криминален аспект, неколку се случија убиства, пукања, обиди за убиства и така натаму во Скопје, киднапирањето и убиството на Вања Ѓорчевска, но таму има интересни некои импликации каде што многу работи останаа нејасни. Во еден друг аспект, зборувам сега за тој безбедносно разузнавачки аспект, каде што министерот Спасовски, зборувајќи за Палевски и за неговата партија, дури спомна странски влијанија, дестабилизација, но некако тоа се остана под тепих, така, во втор план, во целата приказна. Како гледате на состојбата кај нас? Па, видите, гледајќи го по широкиот контекст, ние не можеме да се исклучиме од тие тенденции и закани по безбедноста. И јас тоа го зборев и минатиот пат, дека ние како држава мораме да зголеме будноста и да бидеме многу повнимателни, бидејќи без оглед што нема никакви индикатори, најави за конкретни некои непријателства, али во делот на сајбер и асиметричните закани, и сајбер нападите, и во делот на ширењето дезинформациите и влијание да остварат одредени држави или како што велиме држави авторитарни режими да наметнат своји решенија, а секако дека тука и ние сме во тој регион, целиот Балкан е во фокусот на такви дејствувања, па и нашата држава. И тука треба да биде будноста и на сите сегменти од системот за национална безбедност на високо ниво и да можеме да ги разликуваме, да службите, специјализираните служби да ги анализираат податоците и да се извлече вистински заклучок. Али стварно тука е потребно да не се манипулира со тоа и да не се дава политичка конотација на тоа и да ги преувеличуваме или да даваме преголемо значење на некои работи кои не се таква реално што се случуваат и да правиме такви анализи, а да ги забораваме и не ги гледаме вистинските закани. Бидејќи гледам дека има и дефокусирање во анализите и во проценките и во представувањето на некои состојби во државата, па и на безбедносен план се прави дефокусирање од она што е можда побитно за нешто што не е побитно, а тоа понебитното секогаш е зачинето со некои политички игри. Со цел за постигнување на некаква политичка добивка и така натаму, а не на суштинска анализа. Да, добро, господине Кузманов, ви благодарам за оваа една сеопфатна анализа. Можам да кажам дека останаа и некои работи кои не ги анализиравме подлабински, но толку е времето. Се разбира, ќе следиме што се случува, па во новата година ќе се видиме повторно. Благодарам на поканата. На крај би рекол дека навистина безбедноста во светот и пошироко некој начин тенденциите не одат во правилна насока. Јас би сакувал посебно големите сили и големите играчи да изнајдат начин да ги намелат тензиите, пред се тука се не зборувавме малце повеќе каде што влие на вкупната безбедност односите меѓу САД и Кина и дека можеби навистина може да дојде до некое релаксирање, бидејќи тако беше и самитот нивни неодамнешен, дека има заложба да не дојде до некоја конфронтација, бидејќи како продолжи со овие тенденции, веројатно може ќе дојде и до некој поширока конфронтација, што не би посакувале да дојде до неа. Да. Ви благодарам уште еднаш. Ова беше Златко Кузманов од Центарот за интегрирана безбедност.